сме во увид на работите на санација на колекторскиот систем. Тоа е еден од најголемите проблеми и за граѓаните на Охрид и развојот на туризмот, меѓутоа и за статусот како заштитено подрачје и во листата на УНЕСКО. И токму заради тоа преземавме низа на активности се со цел да го решиме овој проблем кој што со децении трае. Сакам да кажам дека од аспект на реализација на проектот тој се одвива со потребната динамика, имајќи во предвид дека скоро 2 километри од целиот колекторски систем е веќе саниран. Продолжуваме и понатаму за да се санираат другите делови кои што представуваат сериозна опасност по Охридското езеро. Затоа владата на Република Северна Македонија определи 4,2 милиони евра од буџетот на државата и на основа на тие проекти кои што ги реализираме сега, сметаме дека допринесуваме и за почиста животна средина, меѓутоа исполнуваме една од важните препораки на УНЕСКО. Ќе продолжиме понатаму и со другите активности кои што се во делот на заштитеното подрачје на Охрид, имајќи во предвид дека ова се случувало со години, покажува дека имало тотална негрижа и за Охридско-Струшкиот регион, тотална негрижа и за статусот на Охрид како заштитено подрачје и сметам дека токму сега ги донесоме вистинските одлуки. Владата на Република Северна Македонија ќе работи посветено, затоа и го формиравме новото јавно претпријатие колекторски системи, се со цел да има кој да управува, да имаме материјално-технички средства со кои што може да се управува овој колекторски систем и навистина да направиме се да го зачуваме она што представува светско културно наследство. Можеме да се гордееме со Охрид, можеме да навистина бидеме горди што имаме можност да биде на листата на УНЕСКО, ама тоа создава и обврски и одговорност. Затоа владата ја прифаќа и таа обврска и одговорност. Сметаме дека успешно ќе го реализираме овој проект до мај месец и на тој начин да овозможиме да направиме еден важен чекор кон заштита на Охридско-Струшкиот регион.